и покрај тоа што опозицијата се обидуваше да креира како повеќе лажна слика, да растура пердови дека нема да се појавам јас и пратеничката група на ВМРО-ДПМН за време на анкетната расправа, видовте дека сите бевме присутни и председателката дојде исто така да биде дел од анкетната расправа, председателот на собранието, јас лично, така што тука бевме да слушаме, слушнавме ставовите на народителите, тие кои што зема збор. Ги слушнавме исто така дискусиите на дел од организациите како Супорт Кочани, кој е следен, и дел од дискусиите на некои од пратениците. Така што, за да не биде дека ќе успеат континуираните лаги на опозицијата да станат вистина, како по обичај, сите тие лаги им се распрснуваат во рака како обична лага, а вистината е сосема поинаква. Уште еднаш сакам да изразам сочувство до сите оние кои што ги изгубија најмилите во овој трагичен настан, на сите оние кои што се повредени од овој трагичен настан. Ние како држава ќе сториме се што е во наша моќ да помогнеме на тие кои што се лекуваат, да дадеме сето онаа нега која што е потребна и се разбира сочувствуваме со болката на сите оние семејства кои што ги загубија своите најмили. Благодарам. Ако имате прашање, стојам да располагам. Зошто не се обратите денеска пред другите? Па јас дојдов тука да слушам. Тоа беше мојата цел, да слушам, да видам што е она кое што до сега можеби не сум го слушнал, а сега можеби ќе го слушнам. Можам да кажам дека горе-доле сето она кое што го слушнам, сум го слушнал и порано. Паричната помош? Не би сакал за тоа да коментирам. Има и некои барања за законски измени, за ресетирање на системот, околу инспекцијските служби, ќе ги разгледате ли тие барања? Такви барања до владата не се доставени. Јас ги слушнав дискусиите на пратениците. Сакам да кажам и пред македонската јавност дека секој пратеник буквално, може до пратениците да достави предлог, амандмани за измени на секој закон. Таков закон и таков предлог до сега никој од овие пратеници кои што дискутира нема доставен. Вистинското прашање е зошто се чекаа месеци да се закаже оваа анкетна комисија. И моето чувство од оваа анкетна комисија е дека сите зборуваме за правда. И моето чувство е едно од главните барања на родителите е токму тоа да има правда. Правда на анкетна комисија не може да има. Правда може да има во рамките на судски процес. Нешто кое што јас веќе го зборував. Беше прочитано и писмото од јавниот обвинител во кој што тој вели дека не може да присуствува затоа што ако ги изнесе фактите и деталите од истрагата, тогаш ќе влијае на истрагата. Што значи дека за да имате правда, мора да имате факти од истрагата. Вие не можете тие факти да ги изнесете на анкетна комисијска расправа, затоа што ќе ја компромитирате истрагата и процесот. И тие кои што треба да бидат одговорни, нема да бидат повеќе одговорни. Тука се поставува прашањето, зошто некој континуирано прави вакви политички екзибиции. Тоа е главното прашање на кое што сите ние треба да одговориме. Јас жалам, ќе повторам, што тоа се случува, но истовремено сакам да кажам дека како влада, секаде каде што треба, ќе бидеме повикани, или каде што е потребно наше присуство, ние ќе бидеме таму присутни. Еве, и покрај сите лаги и шпекулации, растурење пердови дека денеска нема да бидеме присутни, видовте дека комплетниот државен врв беше присутен на оваа анкетна собраниска расправа. Може надвор од темата? Британски медиуми... Само ако има други прашања од темата. Јас не би можел тоа прашање, ве молам во собранието поставете, јас не би можел тука да дадам одговор. Ама рековте дека во принцип не подржувате паралелизм во барање одговор.
Не, ќе бидам попрецизен за да може правилно да се пренесе тоа што го кажав. Правда беше зборот кој што преовладуваше во излагањето на родителите, односно на Сдруженијето на родителите. За да дојдеме до правда, мора да има одговорност. Таа одговорност ја констатира суд во судски процес, откако обвинителството претходно изнесува факти од истрагата. Јавниот обвинител во својот допис до пратениците вели: не можам да присуствувам затоа што не можам да изнесам факти од истрагата, бидејќи на тој начин ќе ја компрометирам истрагата и самите процеси. Тогаш, кога вие не можете да изнесете факти, кога не можете во рамките на оваа анкетна комисија да констатирате правда или неправда, се поставува прашањето зошто некој ова го прави со неколку месеци за доцнување. Тоа го кажав. Добро, а зашто тогаш, што е тогаш тоа што го поднесува претениците анкетната комисија, во која што треба да се зборува и за ласкарци, каде што има и една истрага за јавни набавки незавршена. Тогаш што е тоа? Тоа што е за ласкарци, Беса Транс и модуларната болница е процес судски кој што има своја пресуда, кој во прв, кој во втор степен. И јас мислам дека тука може многу лесно да се зборува, бидејќи сите факти се изнесени во рамките на судската расправа. Овде, во овој процес, јавниот обвинител вели вака: имаме 3 посебни случаи. За едниот случај е отпочнат судскиот процес и е во рамките на суд, значи немаме пресуда, нити во прв степен, а другите 2 се во рамките на истрага. Сосема различно од ова за кое што јас зборувам. Ласкарци, Беса Транс и модуларната болница, во кој што судскиот процес за сите во прв степен е завршен, а за некои во втор степен сите детали од истрагата се познати на јавноста и може да се дискутира во рамките на една анкетна расправа, за да може јавноста да биде дополнително сведок дали некој бил привилегиран, дали вистински е донесена правдата, дали е констатирана неправдата, дали се одмерени казните, дали можеби треба да се прошири така натаму и така натаму. Тоа се сосема суштински различни процеси. Простете, можеме ли да заклучиме, премиери, дека анкетна комисија за завршени судски за трагедии со завршени судски процеси ви се допаѓаат, а анкетна комисија да се формира за актуелни и незавршени судски процеси за трагедии не ви се допаѓа во случајот со Кочев? Не можете така да заклучите, бидејќи ќе се обидам уште еднашка да објаснам за да извлечете правилен заклучок. Јавниот обвинител вели, не јас. Јавниот обвинител, не, видете, сега вие ме прашувате, бидете трпеливи да го слушнете мојот одговор, малку е некоректно. Ако не сакате да го слушнете мојот одговор, да не го дадам одговорот. Не, можеме јас да го продолжам, пошто 3 пати кажувате. Ајде, повелете. Продолжете го. Јавниот обвинител рече: докази, изнесување докази за тековен судски процес и компрометирање на изјави на сведоци не се во ред, но се во ред и не кажа за другите, нема мислење, само кажа и вие сега тоа сакате да не кажете. Лично ве прашам. Не, јас сакам да кажам дека за другите процеси сите процесни дејства се констатирани, изнесени се сите факти кои што се резултат на истрага. Материјалната расправа е завршена, донесена е пресуда, завршен е процесот во прв степен, а за некој во втор степен. Сосема е различно. Тоа сакам да зборам. И не станува тука збор дали мене ми се допаѓа или не. Впрочем, со моето присуство денес, покажав и докажав дека сум подготвен секаде да појдам и на се да присуствувам. Надвора темата, британски медиуми видовме дека објавија дека Македонија ќе прифаќа мигранти од Велика Британија. Колку е тоа вистина и кој е вашиот коментар за ова? И коментар за Филип че денеска што имаше дека ќе ги мобилизира сите села, градови, нема да дозволи бегалци. Видете. Ја ги гледам овие салта гимнастики кои што ги прави опозицијата на отворена сцена. Прво да кажам дека не само што не е вистина, туку вака за мене представува на вистина чудно во отсуство на било каква идеја која што може да мобилизира или пак да допринесе во рамките на општествениот живот во Македонија, тие се фаќаат за тема која што е тотален антипод од нивната политика и природно припаѓа на политиката на ВМРО ДПМН.
антиилегалната имиграција ВМРО ДПМН е по основен столб, по фундаментални темелни вредности на кои што почива партијата. И сега вие за таа тема да водите ваква кампања однапред представува изгубена битка. Апсолутно не. Апсолутно не. Напротив, ние можеме да водиме кампања за зајакната антиилегална миграција. Таква политика можеме да водиме. Така што јас ги разбирам. Немаат идеја, немаат концепт, се обидуваат да се мобилизираат и ајде сега ќе измислуваме теми, ќе растураме пердови, ама каде од сите теми токму оваа, на која што почива практично е фундаментална темелна вредност на политиките на ВМРО ДПМН, да се бориме против илегалната миграција. Да, ние можам да кажам дека ќе продолжиме жестоко да се спротивставуваме против илегалната миграција и во насока на тоа ќе развиеме проект како што овој Safe City сега ќе биде Safe Country, со кој што нашите граници конечно ќе бидат целосно мониторирани за да не ни се случува илегална миграција и да не ни се случува шверц, трговија, нелегална и така натаму. Нешто што за сите овие, би рекол, либерални левичарски политики представува мисловна именка. Еве, ова е мојот одговор, со што да сумирам, со индигнација ги отфрлам овие шпекулации, дека апсолутно планираме било какви кампови на илегални мигранти да правиме. Сега да дојдеме до суштината, тоа што беше во рамките на британските медии. Едно е, они викаат failed asylum seekers. Тоа што значи? Неуспешни апликанти за азил, да ги праќаат во трети земји. Да потенцирам и да кажам јасно и гласно пред македонската јавност дека таква тема не е разговарана. Но доколку се разговара, исто така ќе биде одбиена од наша страна. Што е разговарано? Разговарано дека заеднички ќе се бориме против илегалната миграција. И ќе се бориме заеднички против илегалната миграција, бидејќи верували или не, ние ја браниме Европа од Европа, бидејќи илегалните мигранти влегуваат токму од граница која што е граница со земја членка на Европската Унија. Ете, се надевам дека сега е појасно и за македонската јавност и за македонските граѓани и еве собраќам и до македонските граѓани додека јас сум премиер, дека сум јас претседател на оваа влада. Нема да никне ниту еден шатор во кој што ќе бидат сместени илегални мигранти и нема да примиме ниту еден илегален мигрант. Напротив, ќе зајакнеме нашата борба заедно со нашите сојузници во рамките на НАТО против илегалната миграција. Премиере, уште едно прашање надвор од темата. Антикорупцијска најави дека следната недела ќе ги разгледува наводите на СДСМ во врска со Томовски. Дали доколку се утврди одговорност ќе побарате негово разрешување? Апсолутно, јас ги повикувам сите институции и јавното обвинителство и ДКСК, сите да констатираат факти и да видиме дали постои одговорност или не. Но доколку не постои одговорност, тогаш логично е овие кои што ја водат кампањата и да се извинат, затоа што вие не можете туку така да си растурате пердови и да останете без да имате некаква одговорност. Мислам, тоа е некоректно. Некоректно е пред македонските граѓани, бидејќи создавате темнина. Наместо ние сега да славиме дека имаме 3,8% раст на БДП во третиот квартал, трете во Европа, тоа никој не го збори. Наместо да збориме дека номиналниот бруто домашен производ ни порасна за 10,2%, историски, до сега никогаш не се случило, тоа никој не го зборува, туку сега ќе се занимаваме со измислени теми. И логично е дека овој талог во општеството кој што е артикулиран во неколку опозицијски партии создава таков притисок врз луѓето и најнаш луѓето сега се чувствуваат напнати и викаат што подалеку од овде. Напротив, ние треба да водиме политика во која што ќе си ги вратиме луѓето. Еве, пред некој ден да речеме воздухот во Скопје беше почист од воздухот во Белград, во Сараево, во Приштина, во Љубљана, во Загреб, па и од ден на Виена. Зошто тоа никој не го кажа? Еве, никој тоа не го прости. Па, ајдете тоа да зборуваме. Ајде за убави работи да зборуваме. Ајде да се веселиме. Ајде за убави работи да зборуваме. Ајде малку да ја смениме перцепцијата, да победуваме наместо да губиме. Зошто ние да не бидеме горди дека во неделата воздухот во Скопје беше почист од тој во Виена во 14 часа. Никој тоа не го кажува. Еве, јас сакам за тоа да зборувам за 3,8% раст на БДП позади Данска и исто со Кипар и сите други земји членки во регионот. Еве, да речеме се сеќавам порано кога вест беше дека нашиот северен сосед има 3 пати поголем раст на БДП од нашиот. Сега имаме ние 2 пати поголем од нив.
Зошто тоа никој не го кажува? Зошто не кажува дека денеска е за 0,5% е намалена инфлацијата и одиме кон оно што го зборевме под 4% за да година ја консолидираме помеѓу 2 и 3%. Дајте ве, молам да зборуваме зубави работи, празници се ближат, луѓето сакаат да зборуваат зубави работи, а не за измислени теми. Да има во ова нешто точно или вистинито во манипулации со мигранти или не знам што, јас прв ќе бидам и ќе ви кажам. Еве, затоа морав се да излезам и да, еве, јасно и гласно кажам, додека јас сум председател на владата, такво нешто нема да има. Ви благодарам. Убав ден да има.